Вести на Канал 8, добро вечер. Изградба на нови кружни текови во Кочани најавуваат од локалната самоуправа. По завршувањето на таквото сообраќајно решение кај полициската станица, наскоро слично ќе има и на излезот од градот кај зоната лесна индустрија. Регулирањето на сообраќајот на поголемите крстосници во Кочани, наместо со семафори, ќе се решава со кружни текови. Со таква идеја е локалната власт за да се намали сообраќајниот хаос што владее сега и често придонесува за сообраќајни несреќи. Нивна оценка е дека ваквите сообраќајни решенија се поефикасни во поглед на протокот на возила, но и за безбедноста на учесниците во сообраќајот. Изградбата на кружниот тек кај полициската станица, според градоначалникот Димитровски, е само најава за преземањето слични зафати на неколку тесни сообраќајни грла во градот. Предвидени се уште 3 такви решенија, едното за кратко време после година дена, значи наредната година ќе биде пуштено, ќе биде реализирано, додека за другите во зависност од финансиските средства и во зависност од техничките решенија ќе можеме да зборуваме за нив. Првичните пресметки покажуваат дека за да се реализираат новите 3 кружни текови, општината ќе треба да издвои околу 200.000 евра. Се работи за просечна висина на трошоците, пресметани според цената на чинење на постојниот кружен тек, за кој општината вложи 4 милиони денари. Според Димитровски, веќе е позната следната локација каде ќе се реализира сличното сообраќајно решение. Очекувањата се дека тоа ќе биде кај Мотелот Национал, постојниот кружен ток, дека ќе биде направен по сите прописи како што бараат сообраќајните решенија. Постојниот кружен тек на излезот од градот беше изграден во 2008 година, како обид да се регулира пристапот во зоната лесна индустрија. Сега потребите наложиле негова реконструкција и прилагодување на условите што ги диктира зголемената сообраќајна фреквенција. Во тек е подготовката на програмите за изградба и уредување на улиците во градот, така што се уште се прават пресметките колку овој зафат би ја чинел општината. Со оглед што се планира тој да се реализира после нова година, неговото финансирање ќе влезе во буџетот за догодина. На околу 900 граѓани, комуналното јавно предпријатие Водовод им должи пари за неискористени погребални услуги кои се платени пред време. Откако предпријатието повеќе не може да извршува погреби, мора да им ги врати парите на граѓаните на било каков начин. Нуди 3 можности на исплата на долгот. Откако КЈП Водовод престана да врши погребални услуги на граѓаните кои од 1996 до јули 2013 година плаќале месечно по 80 денари за погребални услуги, предпријатието им должи по 16.480 денари. Граѓаните си ги бараат парите, но Водовод им дава можност да си одберат еден од 3 понудени начини на враќање на парите кои не ги искористиле за погреби. Првиот начин на исплата на долгот, информираат од предпријатието, е граѓаните кои плаќале месечно 80 денари за погребални услуги на Водовод, а не ги искористиле, имаат можност да склучат анекс на претходниот договор, со кој ќе се согласат да плаќаат уште по 100 денари месечно за извршување погребални услуги до моментот кога ќе биде извршена услугата. Односно, ќе биде платен погребот на едно лице и на тој начин ќе им бидат вратени парите на граѓаните. Условот за прифаќање на овој начин на исплата на долгот е корисникот да нема долг кон Водовод. Вториот начин кој го дава предпријатието за граѓаните да си ги вратат парите е можноста, ако имаат долг кон Водовод, да им се пребие до сумата која Водовод им е должен. И третиот начин кој го нуди Водовод е ако корисниците немаат долг кон предпријатието, да не им се наплатуваат идните сметки за вода до сумата која предпријатието им ја должи. Овие 3 начини на исплата на долгот на комуналното предпријатие спрема граѓаните ги збуни корисниците, кои досега си плаќаа по 80 денари месечно на сметка на Водовод за извршување погребални услуги. Од Водовод истакнаа дека нови договори за погребални услуги нема да се склучуваат, затоа што јавното предпријатие Погребално ДОЕЛ се уште чека одговор од Висшиот управен суд за евентуално добивање дозвола за извршување погреби. Колерските гробишта во населбата Трајаново Трло претворени во огромна депонија. Комуналното јавно предпријатие не излегува в пресред на барањето на жителите за дислокација на контејнерот. Ниту парк како што првично беше планирано, ниту објекти за домување на социјално загрозени ромски семејства. Локацијата на така наречените колерски гробишта во населбата Трајаново Трло е претворена во огромна депонија.
Може да се најде се нешто, хартиена амбалажа, најлонски кеси, пластика, но и опасен отпаден материјал, како батерии, акумулатори и гуми. Жителите велат дека хигиената е на најниско можно ниво со години. Наместо да се чисти, дел од отпадот се спалува. При тоа никој не води сметка што се горува и колку тие материи се опасни по здравјето или околината. Комуналните служби многу ретко доаѓале за да го соберат и однесат сметот. Но и кога тоа го правеле, биле потребни само неколку дена за депонијата повторно да се создаде. Доваѓат, кој колку време доваѓат. Они палат тука и гуми. Вадат тие жиците у гумите што са бакарните, овие ромите. Тоа работат. За чистење ретко доваѓат, не доваѓат често. Ама они дигнат тоа, врни се после на патко за една ден. Тоа е со години. Жителите на улицата Наум Наумовски Борче и останатите неколку куќи кои гравитираат овде уште на средината од 2011 година поднеле барање до водовод кое го подпишале 56 лица. Во него стои: подолго време не ги исполнувате вашите обврски, односно изнесување и депонирање на смет. Контејнерот кој што се наоѓа на крстосницата помеѓу Ромско Мало и улицата Наум Наумовски Борче, откако е поставен, никако не е исчистен и за таа цел бараме да биде поместен или целосно отстранет, бидејќи целиот смет се наоѓа во нашите дворови. Но како што може да се забележи, комуналното предпријатие не излегло в пресрет на ова барање, а не е најдено ниту трајно решение за проблемите на овие жители. Општина Кочани објави оглас за ангажирање волонтери кои ќе помагаат во извршувањето на дел од административните работи во локалната самоуправа. Ангажманот на лицата ќе биде за период од 2 години. Двајца волонтери со високо образование ќе ангажира општина Кочани за да помагаат во дел од административната работа во локалната самоуправа. Потребата од ваков ангажман произлегол од склучениот меморандум за разбирање со Германското друштво за меѓународна соработка ГИЗ, подпишан во октомври годинава. Со огласот се бараат еден дипломиран социолог или дипломиран социјален работник и еден дипломиран правник. Волонтерите ќе бидат ангажирани за давање услуги во проектот Регионална програма за социјална заштита и превенција од трговија со луѓе, што ќе се реализира во нашата општина. Задачи на волонтерите ќе бидат идентификувањето и мапирањето на социјалните ризици и креирањето соодветни превентивни активности, како и информативно-советодавна работа со граѓаните во однос на нивните права и бенефиции. Исто така, волонтерите треба да обезбедат мултисекторска и меѓуинституционална соработка во рамки на заедницата, а ќе работат и на подигањето на јавната свест и давањето инфоуслуги преку телефон за ризиците од трговија со луѓе. Ангажманот на кандидатите кои ќе бидат примени со огласот ќе биде во период од 2 години. Општината, како организатор на волонтерската работа, ќе склучи посебни договори со волонтерите. Огласот за пријавување на заинтересираните кандидати веќе тече и ќе биде отворен до крајот на идната недела. Пријавите со кратка биографија и потребните документи како доказ за стручното образование се доставуваат во едношалтерската канцеларија на општина Кочани. Лилјана Арсова е нова координаторка на форумот на жени на општинската организација на СДСМ Кочани, а Румена Стојанова на општинската организација на СДСМ Чешиново Облешево. Координаторката на Централниот форум на жени на СДСМ, Цветанка Ласкова, назначи нови координаторки во 16 општински организации. Овие одлуки се донесени врз основа на правилникот за организација и делокруг на работата, како и одлуката за распишување на избори во форумот на жени на СДСМ, усвоена на 13-та седница на извршниот одбор на Централниот одбор на партијата, одржана минатиот месец. Надградба на постојните етнолошки и археолошки збирки и можност за отворање музеи во градовите е една од заложбите на Министерството за култура. Останува отворено прашањето дали и Кочани конечно ќе добие простор каде што ќе бидат презентирани сите значајни артефакти. Кочани и понатаму е меѓу ретките градови во државата што немаат постојана музејска збирка во која ќе бидат изложени сите етнолошки и археолошки артефакти. Ако се изземе скромната поставка во средновековната кула и отворањето на етнокуќата, што треба да биде известна замена, тогаш прашањето за постоење на ваква институција и понатаму останува отворено.
Археолошките истражувања на локалитетот Свети Атанасиј кај Спанчево и големиот број откриени артефакти од праисторискиот период е еден од аргументите дека на Кочани му е потребна класична музејска поставка. Шансата за тоа да се реализира може да се бара и во ставот на Министерката за култура, искажен уште минатата година, дека приоритет на ресорното министерство е заштитата на археолошкото и друг вид културно богатство и негова презентација пред јавноста. Наш врвен приоритет во културната политика и на владата и на министерството е токму заштитата на културното наследство и посебно ми е драго што во изминатиот период доста се истражуваше и се пронајдоа значајни артефакти кои што ќе овозможат и отварање на нови поставки, на дополнување што се вели на поставките кои што постојат во нашите институции и многу е битно за Министерството за култура да секој град си поседува свој музеј или преку своите заводи да ги оплеменува и надградува своите поставки. Освен поддршката за проширување на постојните музејски збирки, според министерката Канческа Милевска, посебно внимание ќе се даде токму на археолошките откритија. Ние ќе продолжиме и во иднина преку годишната програма да даваме поддршка и археологијата на вистина да си го добие својот и автентичен сјај и сето оно што ќе биде пронајдено да биде ставено во витрините на музејските поставки на институциите. Од Министерството за култура подсетуваат дека врз основа на доставените програми од институциите се изготвува и годишната програма за работа за наредната година. Колкав дел од колочот ќе добие Кочани, зависи од тоа колку квалитетни програми ќе пријават кочанските културни институции. Четврта сесија од програмата Форуми во заедницата во општина Виница, разгледани и дискутирани 6 предлог проекти. Развој на спортот и рекреацијата во Виница, градинка од 21 век, подобрување на условите за работа во виничките училишта, регулација на река Осојница, изградба на нова проектирана индустријска улица 2002 во зона на мало стопанство Ила, обезбедување на квалитетна вода за пиење во општината, се темите кои беа разгледани и дискутирани на четвртата сесија од програмата Форуми во заедницата во Виница. Сите 6 предлог проекти како концепти беа прифатени од страна на работните групи. И на оваа сесија задоволуваше одзивот на граѓаните, кои беа на број околу 80. Самите проекти, значи темите односно решенијата се однесуваат на повеќе области, еве како на пример, значи се однесуваат на пред се најмладите, значи имаше предлог решенија за подобрување на условите за развој, за престој на децата во градинките, потоа за подобрување на условите за развој на спортот и рекреацијата. Имавме исто така предлог решенија од област на подобрување на инфраструктура и изградба на патишта. Исто така беше опфатен и аспектот на оправданоста и одржливоста на тие решенија, како и моментот на нивната техничка, правна, и можноста за финансиска изводливост во рамки на програмата. Некои од презентираните предлог проекти ја надминуваа финансиската конструкција и истите треба да обезбедат согласност од носителот на проектот дека ќе ја покрие сумата што го надминува лимитот. Други пак немаа комплетна документација и затоа пред одржување на петата и последна сесија истите ќе мора да бидат разгледани на програмскиот одбор на Центарот за институционален развој ЦИРА за да даде свое мислење за проектите. Откако и тоа ќе биде завршено на последната сесија, граѓаните ќе одлучат кои од овие проекти ќе се реализира со средства од швајцарците. Инаку, планираните средства се во висина од 2.800.000 денари, од кои половината ги обезбедува општина Виница, а другата половина Швајцарската агенција за развој и соработка. Современи класични литературни дела од познати домашни и странски автори, литература за деца, енциклопедии, белетристика, психолошки книги се само дел од она што годинешниот саем на книгата го нуди на читателите. Излагаат максимален број издавачки куќи, вкупно 15. Саемот на книгата во Кочани несомнено е едно од најзначајните културни избиднувања во градот, што обезбедува најголема концентрација на дела од домашни и странски автори. Современи и класични литературни дела, стручна, научна и белетристична светска литература, лектирни изданија, училишни прирачници, енциклопедии, книги за деца, како и други дела од областа на културата и уметноста, дела со историска содржина и од областа на филозофијата и психологијата,
прирачници за добар живот и здравје. Посетеноста од минатите години потврдиле дека сајмот на книгата е оправдана манифестација. Затоа, од библиотеката Искра годинава вложиле напори истиот да биде збогатен со представување на поголем број издавачки реномирани куќи, доста познати на читателите. Книги изложуваат вкупно 15 издавачи. Од нив за прв пат се представува издавачката куќа Мартина, која за купени 2 книги доделува една гратис. Заради максималниот број издавачи, овогодишниот сајм на книгата се спроведува во 2 изложбени простории на библиотеката Искра. На сајмот делата се изложени и се продаваат на вистина по сајмски цени. На штандот на издавачката куќа Ѓурѓа сите наслови се продаваат по 100 денари. На издавачката куќа Македонска реч има попус скоро до 80% од почетната цена на книгата, а сајмски цени се и на останатите штандови. Кај издавачката куќа Макавеј можат да се пронајдат и делата од капиталниот проект на владата на Република Македонија. Тоа се делата од светската звезди на светската книжевност. Тие се еден од издавачите на овој голем проект кој брои 560 дела, а досега се излезени неколку од нив. На овогодишниот сајм се нудат 1064 наслови или 4023 книги. Па може да се најде за било која возраст. Има и за деца, и за возрастни. Интересни книги, многу убави. Македонскиот роман наградениот за 2012 мисија исто на Скопскиот сајм беше најпродаваната книга. И сега ја имаме тука. Оваа година имаме исто така интересна литература како и претходната година и се појавија многу нови наслови што сигурно ќе ги заинтересираат читателите. Очекуваме голема посетеност на овогодишниот сајм. Популарна литература за младите, исто така има и стручна литература нешто. Како и вообичаено и оваа година најмногу има книги за најмалите, има сликовници, има лепенки и се друго. Оваа година има прилично и литература за возрастни, така што може и повозрастните да најдат нешто по свој вкус. Сајмот на книгата во Кочани се организира по повод месецот на книгата, кој трае од 15 октомври до 15 ноември. Ќе биде отворен секој ден до 13 ноември од 10 до 18 часот. Започнува ревијата на руски филм. Во Центарот за култура Бели Мугри ќе има секојдневни проекции во периодот од 6 до 12 ноември. Ревијата на руски филмови режирани од Карен Шахназаров по доминантно негови сценарија на Александар Бородњацки започнува со Палата број 6. Улогите ги толкуваат Владимир Илин, Алексеј Вертков и Александар Панкратов Чорни. Филмот учествувал на фестивалот Фантаспорто во 2010-та, каде добива специјална награда за режија од жирито, како и на меѓународниот филмски фестивал во Москва во 2009 година. Палата број 6 е филм базиран на расказ од Чехов, каде што психијатрот станува пациент во својата болница. Значи, ова реве на филмове е во соработка с прикажувањето на ревијата е во соработка со Филмскиот фонд на Република Македонија. Значи, постојано тие ни нудат, односно сервираат можности, значи, за да можеме да прекажуваме странски филми, значи, тие се земат својата обврска, значи, околу превод, околу титлување, околу се уште немаме синхронизирани, веројатно може би блиски на ќе добиеме и некои синхронизирани филмови. На 7 в четврток ќе биде прикажан филмот Град Зеро, снимен во 1989-та. Играат Леонид Филатов, Олег Башиласвили и Владимир Меншов. Град Зеро учествувал на Бергамо филм митинг во 1990-та и на меѓународниот филмски фестивал во Чикаго, Соединетите Американски држави, во 1989 година, каде ја добива наградата за најдобар филм. Во петок на програмата е филмот Љубов во Советскиот сојуз, снимен годинава по сценарио на Евгений Никишов и Сергеј Рокотов. Главните улоги ги толкуваат Егор Борановски, Армен Джигахарнијан и Иван Крупенко. Во сабота ќе биде прикажан филмот Отрови од 2001-та, а се појавуваат Олег Басилашвили, Игњата Крачов и Александар Баширов. Во недела кочанските љубители на филмската уметност ќе можат да го погледнат филмот Ние од джезот, снимен во далечната 1984 година, во кој играат Игор Скляр, Александар Панкротов Чорни и Николај Аверушкин.
Последната проекција на руски филм е внедела 12 ноември, кога ќе биде прикажан филмот Бел тигар од 2012 година. Во главните улоги се Александар Вертков, Витали Кишченко и Валерий Гришко. Сите проекции се со почеток од 20 часот, а влезот е слободен. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Кочанско. Без струја в четврток, 7 ноември, ќе останат корисниците од селата Соколарци, Спанчево, Жиганци, Врбица, Новоселани и Лепопелци. Прекинот ќе биде во периодот од 8:30 до 15 часот, а како што информираат од Евана, тоа е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие райони. Од спортот. По победата во Струмица, женскиот фудбалски клуб Кочани на чекор од пласман во четвртфиналето од купот. Атекс со победа во пријателски надпревар. Ова беа вестите на Канал 8. Ви благодариме што не следевте. Довидување.